Свиркачи, патриоти или лажни сведоци, на што се темелеше вистината за Македонија е политичко прашање, но компромитирање докази и лажни сведоци се амбис за и така разрушениот правен систем. Најповиканите, јавното обвинителство кое треба да даде одговор на сите дилеми кои стигаат до кривична одговорност, одбраа да молчат. Разузнавачки финти или порака дека се зависи од почитуваниот професор, како што премиерот Зоран Заев милува да го нарече неговиот прв советодавец за безбедност Зоран Верушевски. Екстразузнавачот пред неколку дена во судница се огради целосно од бомбите, главното оружје прво на СДСМ, а потоа и на СЈО, но и дополнително ги искомпромитира. Ваков печаток се доби кога под материјална и кривична одговорност во судот како сведок за случајот Таргет Тврдина кажа дека бомбите доживеале страотна модификација откако Верушевски бил уапсен во јануари 2015 година осомничен за случајот пуч. Сведочењето на Верушевски минираше се што произлегува од бомбите, но и начинот на нивното чување. Нејасно остана дали може би знае како дел од нелегално прислушуваните разговори завршиле на црниот пазар, па ги вртеа лица под псевдоними Илија Громовник, Никола Тесла, Елчека. Но објасни дека во СДСМ бомбите биле во надлежност на лидерите. Прво Црвенковски, а потоа Заев од 2010 се додека не се испорачаа во СЈО во 2015. Дека бомбите се нуделе како на пазар, тврдеше вчера и поранешен шеф на контраразузнавање Горан Митевски. Еден од тие таргети на Ѓорги Лазаревски сум бил и јас, меѓутоа по моето неприфаќање во тој период да ја преземам таа одговорност за материјалите изнесени од УБК, на тоа сигурно се сложил господин Зоран Верушевски и лично тој ги презимал материјалите од Ѓорги Лазаревски, а потоа ги пренесувал во политичката партија СДСМ. Иако Митевски јасно кажа дека никој ништо не му дал, туку му ги нуделе бомбите, Лазаревски се почувствува повикан да објаснува дека не ги давал, но никако да објасни што лажно кажал во исказот за пуч, како што тврдеше пред 3 дена Верушевски. Поранешниот шеф на контраразузнавање го поткопа и сведочењето на Лазаревски, главниот сведок на СЈО за случајот масовно прислушување, познат како Таргет Тврдина. Верушевски кажа дека престанал да комуницира со него, откако Лазаревски дал, како што рече, лажен исказ во предметот пуч, каде и тој беше обвинет, како и уште неколкумина, меѓу нив и тогашниот лидер на СДСМ Зоран Заев.